Добре дојдовте во Финсайт, емисија која ќе се емитува на bankarstvo.mk, посветена на луѓето, идеите и трендовите што го движат финансискиот пазар во Македонија. Преку анализи, проекции и интервјуа бараме одговори како до подобар и постабилен финансиски сектор во земјава, кои регулативи треба да се применат, какви меѓународни искуства може да се применат кај нас и што тоа ќе значи за луѓето и за компаниите. Разговараме со банкари, економисти, осигурителни експерти и регулатори. Со мене Наташа Мерсовска. Каде да се инвестира вишокот пари? Од каде е најповолно да се земе кредит? Колкава е задолженоста на граѓаните, а колку должи бизнисот? Одговорите ги бараме секоја среда на сајтот bankarstvo.mk. Мој прв гостин денеска председателот на Македонската банкарска асоциација и член на управниот одбор на Комерцијална банка Маја Штериева. Штериева неделава се одбележува меѓународниот ден на штедењето. Колкава е задолженоста на граѓаните со оглед на тоа дека изминативе години постојано им растат трошоците за живот? Им останува ли нешто да заштедат? Да, пред се дозволете ви се заблагодарам за интервјуто, што серијалот го почнувате со мене. Навистина ми е големо задоволство. За населението може да потврдиме дека како и многу години наназад континуирано штедат, дека инфлацијата, трошоците, зголемените трошоци на живот не влијаат значително на заштедите, тие се во континуиран пораст. Значи, со септември оваа година на ниво на банкарски систем се речиси 7 милијарди евра, попрецизно 6,8 милијарди евра, и тие имаат стапка на раст од 6,5% во однос на крајот на минатата 24 година. Слични се стапките на раст кај многу од банките, така што добро е што штедењето на населението дури во вакви услови, значи услови на инфлација и зголемени трошоци на живот, се уште заштедите растат. Штедењето е од исклучително значење, нели, за населението, мораме тоа да го нагласиме, дека всушност штедењето во секоја финансиска криза е оној многу значаен механизам кој што на луѓето може да им помогне да ги надминат проблемите кои што ги носи современото живење, инфлацијата, не дај Боже болести, секакви проблематични ситуации. Во изминатата година имавме минимални промени во изголемување на каматните стапки на депозитите, така да во извесна мера можеби тоа позитивно влијаеше на зголемувањето на штедењето. Но генерално тоа со што може да се пофалиме и да бидеме задоволни е што и покрај развојот на алтернативните пласмани, последните десетина години ние имаме континуиран пораст на инвестициските фондови, на доброволното пензиско осигурување, обичното осигурување, алтернативно управување со харти од вредност, приватни фондови кои што управуваат за граѓаните и нивните инвестиции, така натака. Сепак и покрај сето тоа, населението се уште се придржува до овие традиционални начини, се уште имаме зголемување на штедењето во банкарскиот систем. А што е со кредитирањето? Дали расте и зашто најчесто граѓаните и бизнисот земаат кредит? Па да, расте, неспорно е, нели, дека кредитирањето и понатака се зголемува. Со тоа што морам да нагласам дека во Македонија, бидејќи ме прашавте, нели, зашто земаат кредит, пред се морам да потенцирам една интересна ситуација која што е типична за Македонија и за одреден број земји во регионот, а тоа, например, бидејќи секако ме прашавте, нели, зашто земаат кредит, потрошувачките кредити се едни од тие кредити кои многу често граѓаните ги земаат. Имаме ситуација на долгорочни потрошувачки кредити. Значи, во Македонија сите знаеме дека потрошувачките кредити се речиси 10 години, кај многу од банките се 10 години, нешто над 10 години, што е тотално нетипичен случај за потрошувачки кредити. Потрошувачки кредит и по литература и во повеќето
развиени земји, со развиени системи, потрошувачките кредити би требале да бидат на многу пократок рок, но ако се земе во предвид дека банките имаат висока ликвидност, тие навистина сакаат да креираат продукти кои што ќе им бидат интересни на населението. Така да кажеме дека ние имаме потрошувачки кредити со фиксна каматна стапка првите 3 години. Со каматни стапки кои што се 200 базични поени, значи 2% поени над стапката која што државата ја плаќа за државните обврзници на година дена. Така да тоа се многу поволни услови, дури некој да не сака да земе, односно ако не му е крајно неопходно, со такви услови секогаш ќе биде склон ако може да ја искористи таа можност. Така да граѓаните навистина тој производ многу го користат, потрошувачките кредити, иако не заостануваат воопшто стамбените кредити. Ние бевме Последно сведоци. сакам да ве прашам со стамбените кредити што се случува, затоа што гувернерот изрази сомнеж дека половина од становите што се купуваат во земјава се плаќаат во кеш. Како е можно толкава сума на пари? Сите знаеме дека цените на недвижнините одат многу нагоре, да се поминат без присуство на банка. Видете, јас навистина тоа не можам да го коментирам, затоа што пред се од аспект на банкарскиот систем ние ги гледаме податоците, ние што ги знаеме. Бидејќи секој купопродажен договор помеѓу продавачот, дали тоа ќе биде нели градежна компанија или физичко лице, и помеѓу купувачот. Делот кој што поминува од кај банка е она кое што е или банкарски кредит или трансфер на финансиски средства од сметката на купувачот. Ние имавме периоди за среќа кои што веќе не се толку застапени тие појави да луѓе во периодот на ниски каматни стапки извлекуваат дел од своите депозити од заштедите и купуваа станови, бидејќи сметаат дека приносот кој што ќе го добијат од кирија е поповолен отколку приносот од каматните стапки. Така што не би можела навистина да коментирам дали се купува со готовина, дали се купува со кеш. Имаме раст на стамбените кредити, тоа не е спорно. Тие имаат многу мала стапка на нефункционалност, луѓето ќе сервисираат навремено, така што мислам дека тоа е еден продукт кој што населението го користи и има многу поволности. Од 1 декември стапуваат многу новини, исто така кои што ги наветна гувернерот Славески. Дел од нив се однесуваат на намалување на учеството за лицата кои што прв пат купуваат стан. Подготвени ли сте банките за оваа новина? Видите, јас пред да ви одговорам на ова прашање морам да се навратам на начинот на кој што тоа беше комуницирано со јавноста и целата таа кампања околу тие 10% учество. Значи, прво ние овдека не зборуваме за определување на процентот на учество од страна на Централната банка, туку зборуваме за еден показател кој што е во рамките на таа одлука за макропрудентни мерки и поврзано со макропрудентни инструменти за квалитетот на кредитната побарувачка од страна на физичките лица. Значи, за што станува збор? До измените на таа мерка, максималниот износ на проценување на вредноста на кредитот наспроти вредноста на обезбедувањето, односно станот, беше 85%. Тоа значи, ако станот е 100.000 евра, банката може 85.000 евра да даде кредит, значи учеството е 15%, и тука имаше простор кај банките како ќе го определат тоа учество. Значи, во такви околности, банката не можеше да дозволи 10% учество од страна на кредитокорисникот. Сега тоа е семенето, но поволноста 90% loan to value, односно кредит во однос на вредноста на станот, се однесува само за првиот стан, додека за сите останати од 85 е спуштено на 75. Што значи, сега ние ќе се соочиме во иднина со ситуација во Македонија, често населението и корисниците на стамбени кредити има практика да ги рефинансираат стамбените кредити доколку имаат можност за поповолни каматни стапки. Ако сте имале кредит
кој што ви е одобрен со поповолна loan to value 70 со 85% и сакате да рефинансирате, тоа што треба да ве рефинансира сега е ограничен на 75%. Значи на нема едно место граѓаните е ќе им пуштено, се ама на отежни тоа друго да место добијат е пониски така, камати на со друго тегна време. на друго место е малку затегнато во таа регулатива. Не навлегувам во причините, претпоставувам дека Централната банка следела, анализирала и се одлучила за такво нешто. Така што, да, банките, ова е генерално технички аспект, нема што, значи прашање на политика на секоја банка индивидуално дали ќе се определи дека ќе применува такво учество, иако помеѓу кредитокорисниците, вклучително и кај младите, поделени се ставовите по тоа прашање. Некои од нив велат, мене ми е подобро учеството да ми биде поголемо, па да бидем растеретен во ратите во поглед на кредитот. Некои велат, ако сум навистина доведен во ситуација да никако не можам, и тоа е условот, нели учеството со 10%, тогаш некој можеби ќе се одлучи за таква варијанта. Но во секој случај, значи како што истакнав, тоа е технички аспект кај банките, а инаку тоа е една работа и втора работа тоа е индивидуална одлука на секоја банка, односно на политиката на банката дали и на кој начин ќе ги одобрува тие кредити. Вие како член на управен одбор на Комерцијална банка ќе им дозволите ваква поволност на граѓаните? Па во моментот се работат пресметките, голема е веројатноста дека кај одреден број на договори, вие знаете дека банките многу често со градежните компании имаат, за да можат на тој начин да следат динамиката на изградба, бидејќи голем дел од становите се издаваат, нели, односно кредитите се одобруваат додека е станот во изградба, со лист за предбрежување и така натака. Така да сепак банките мора да управуваат и совкупниот ризик од двете страни. И постои голема веројатност дека би оделена варијантата да кај дел од кредитите одиме со 10%. Македонија стана дел од СЕПА. Може ли да не кажете кои ќе бидат поволности за бизнисот конкретно, па и за граѓаните? Добро, да, видете, кај СЕПА мислам дека јас дури ги земав некаде бројките, бидејќи баш онака поделено по банки и така натака. СЕПА системот пред се треба да кажеме дека е систем нели на банки кои што работат во земји членки на Европска унија. Тоа значи дека во Македонија применувањето на СЕПА, што се однесува до банките, не представува директен влез на банките кон системот. Ние и понатака како банки, сега прво ќе направам краток осврт на позицијата на банките, и понатака како банки мораме да пристапиме преку банка од земја членка. Тоа би било најверојатно кај голем дел од банките, од македонски банки кои што се членки на групации преку нивните матични банки членки на ЕУ, или кај другите, како случај да речеме со Комерцијална банка, тоа е преку Дојче банк. Што значи, од аспект на процедури за брзување ќе покаже времето колку би требало да има забрзување на времето потребно за реализацијата на трансакцијата, но премногу е рано за да можеме да кажеме колку ќе биде сето тоа функционално забрзано, но очекуваме дека ќе биде побрзо. Што се однесува до трошоците, најголемото намалување практично е во делот на физичките лица, но и кај правните лица имаме, кај физичките лица, еве јас затоа ја извадив пред мене табелата, како што можам да видам, кај поголемиот дел од банките, тоа се трошоци кои што се движат некаде во распон од 250 денари, 300 денари, повеќе или помалку во некој таков износ на надоместокот, што значи ако споредиме порено како беше тој дел, тоа ќе биде значајно олеснување за населението, иако, нели, како што споменав, и кај правните лица имаме значителни намалувања, со тоа што бидејќи банките не пристапуваат директно до СЕПА, односно не пристапуваат директно до системот, нив трошоците не им се менуваат. Така да ова ќе биде вашите трошоци на банките остануваат, меѓутоа граѓаните, ние граѓаните намалуваме кај граѓаните. Така што тоа е тоа, да се надеваме дека благодарение на зголемениот обем на трансакции ќе може на некој начин барем да се компензира таа разлика.
Народната банка ги намали трансакциите во МИПС, очекува од банките да ги намалите провизиите за граѓаните и за бизнисот. Што дали ги намаливте и што може да очекуваат граѓаните следниот период од Комерцијална банка па и од останатите банки? Па да, во тој дел би рекла дека веќе објавивме, јавноста е запознаена, практично како што беше намалено од страна на МИПС, беше пренесено кај голем дел од позициите на тарифата која што банката ја има. Мислам дека сите банки, ние како асоциација направивме истражување и мислам дека сите банки во тој момент кога го правевме, една или две банки уште беа во процедура, но сите банки направија корекција на своите тарифи, сите ги намалија тарифите и повеќе или помалку се откажа, односно го пренесоа тоа што тие го заштедуваат од намалувањето на МИПС како заштеда на крајните корисници. Нормално, Комерцијална банка со цел да обезбеди подобро корисничко искуство, да се поттикне финансиската инклузија, да го намали финансискиот товар за клиентите, ги намали надоместоците. Во просек, значи ние тука имаме цел список на намалувања, кредитен трансфер преку шалтер, имаме намалување кон платежни сметки на физички и правни, намалување од 66%. Кон сметки преку КИПС 55, преку електронско банкарство во просек 35, кон сметки од други банки преку МИПС 64, месечен надоместок за одржување на сметка 40 и така натака, да не ги читам сега поред, но како и да е, во просек 66% имаме намалување на надоместоците за услугите, така што исто така и дел од надоместоците се целосно укинати и мислам дека во тој дел може да бидат задоволни и граѓаните и правните лица. Штриева, што можат граѓаните и бизнисот да очекуваат од Комерцијална банка во иднина? Па пред се мислам дека тоа би било дигитализацијата. Ние години наназад ги најавуваме дигиталните канали, дека се во експанзија и ги прошируваме и секојдневно се повеќе и повеќе производи имаме во областа на дигитализацијата. Сметаме дека на тој начин клиентите ќе добијат полесен, побрз, побезбеден пристап до банкарските услуги, иако сето тоа зависи од населението. Знаете дека повеќето банки, вклучително и Комерцијална банка, веќе подолго време ги има киосците кои што се дел од експозитурите каде што без наши вработени клиентите можат да извршуваат голем дел од банкарските услуги, почнувајќи од повлекување на пари до уплата на пари, плаќање на сметки, увид во состојби и така натака, купување на девизи и така натака. Така да сето тоа и понатака во делот на дигитализацијата ќе се проширува, во насока на сите овие мерки за кои што претходно зборувавме, имајќи во предвид промените на финансиските пазари, тоа што ви кажав за инвестициски фондови, алтернативни инвестиции и така натака, банката и понатака ќе работи на воведување на нови продукти на двете страни, и на страната на депозитите и на страната на кредитите, со цел да се задржи постојната и депозитна база и кредитно портфолио и да се зголемуваат и едните и другите. Но тоа што исто така мислам дека е важно да се сподели е дека континуирано работиме на безбедноста на каналите, бидејќи една од главните теми последните години е сајбер безбедноста и мислам дека тоа е нешто што, иако на голема врата се најавува и влегува финтековите и платежните услуги и така натака, се уште во моментов најсигурните носители на платни услуги, на сметки, на средства и така натака, се банките кои што од
почетната до крајната точка ги имаат превземено сите механизми за дигитална заштита, за двојна автентикација и така натака. Штриева, ви благодарам на интервјута. Благодарам.